Здраво, другарчиња! Дали се сеќавате на мене? Јас сум учителка Минча од градинката 8 март. За денеска ви подготвив една многу интересна книга, што се вика Малиот полицаец. Ајде сите заедно да ја погледнеме. Кога си пешак, за да стигнеш безбедно до училиште, следи ги правилата за однесување на улица. Златно правило: кога си во град, оди само по тротоари и пешачки патеки. Преминувај улица само на пешачки преми. Другарчиња, ајде да видиме на оваа слика кои бои не предупредуваат да не ја преминуваме улицата. Црвено застани. Точен одговор. Застани, не преминувај. Така. А дали зелено премини? Така, тоа е неточен одговор. Браво, другарчиња. Ако на местото каде што се наоѓаш нема пешачки премин, оди по тротоар се додека не наидеш на некаков премин. Премини ја улицата само тогаш кога на семафорот ќе засвети зелено светло. Што мислите, кој премин е најопасен? Подземен, надземен или пешачки премин? Така, пешачкиот премин е најопасен. Ајде на оваа слика да погледнеме каде одат пешаците. Дали треба да се оди по улица? Така, не, на тротоар. Точен одговор. А дали треба да се оди на работа од тротоарот? Така, не треба да се оди. Браво! Не брзај. Погледни лево, а кога ќе дојдеш до средината на улицата, погледни десно. Возење со велосипед. Провери дали твојот велосипед е во добра состојба. Вози го по велосипедски патеки, во дворови или на игралишта каде што е дозволено возење велосипед. Секогаш носи кацига. Ајде да погледнеме на оваа слика. Што треба да провериме секој пат пред да тргнеме со возење на велосипед? Треба да се провери дали работи звончето, кочниците и рачките. Така е. Што треба да направиме ако наидеме на пешак? Да врескаме? Се разбира дека не. Кратко да зазвониме? Така е, браво, другарчиња. Или пак да го следиме пешакот. Значи, кратко да зазвониме е точниот одговор. Одлично. Кога преминуваме на пешачки премин, одиме пеш, а велосипедот го туркаме покрај себе. Следи ги знаците кои ти кажуваат кога можеш да возиш по улица. Еве го знакот кој вели не е дозволено возење на велосипед. Во некои градови постојат посебни семафори за велосипедисти. Безбедно преминување улици. Секогаш внимателно преминувај ги улиците. Дури кога свети зелено светло на семафорот, немој да брзаш. Провери дали автомобилите застанаа. Што ако нема семафор? Послушај го сообраќајниот полицаец, каде смееме да преминуваме улица. Каде смееме? Ајде да погледнеме на оваа слика. Погледнете го од ова дете. Дали точно преминува улицата? Така е, ова дете ја поминува точно улицата на пешачки премин. Одлично, браво. Многу пешачки премини имаат посебни семафори за пешаците, за автомобилите. На семафорите за пешаци често може да се види човече. Секогаш почитувајте ги сообраќајните знаци дури ако нема автомобили во близина. Пред да преминеш улица, провери да не наидува некој возило од задаголот. Ајде да погледнеме на оваа слика. Како треба автомобилите и камионите да ни дадат на знаење дека ќе свртат? Со тоа што? Со вклучување на бришачите? Така, се разбира дека не. Со гласно свирење? Така, не е точен одговор. Со вклучување на трепкачите? Така, точен одговор. Браво, другарчиња. Секогаш пропуштајте ги возилата за итни случаи, со гласни сирени како што се противпожарно, амбулантно или полициско возило. Тие не мора да застанат на семафор, без разлика кое светло на семафорот свети. Полицаецот Алекс работи како сообраќаец. Ајде да видиме кое светло на раката го покажува. Ајде, црвеното. Така, со раката го покажува, значи црвеното светло. Ајде да видиме дали жолтото го покажува. Не. И зеленото? Така, со раката го покажува црвеното светло. Одлично. Погледни дали рацете на сообраќаецот му се расширени или ги држи покрај телото. Улицата смееш да ја поминеш на пешачки премин што се наоѓа паралелно со градите или грбот на сообраќаецот. Што ќе му помогне на полицаецот Алекс да биде видлив
на улица за возачите кога е темница. Што мислите? Дали воки-токито? Така, неточен одговор. Светлечки елек? Така е, другарчиња, светлечкиот елек најмногу ќе му помогне за да го видат возачите. А дали мислите полициската значка? Така, неточен одговор. Или пак свирчето? Точно така. Значи светлечкиот елек ќе му помогне да го приметат возачите. Не стои на работа тротоарот, може да се случи задните тркала на автомобилот што врти да го закочат тротоарот. Превозните средства може да бидат приватни или јавни. Автомобилот е приватно превозно средство. Автобусот, тролејбусот и поземната железница се различни видови јавни превозни средства. Кога се возиш со кое било превозно средство, ти си патник. Ајде да погледнеме, деца, сликава. Погледнете тука. Што треба да направиме кога ќе седнеме во автомобилот? Да ставиме појас? Така, и друго? Да ја затвориме вратата? Точен одговор, но не да ги соблечеме чевлите. Така е, браво. Автобус се чека на автобуска станица. На каква опасност може да најде оној што преминува улица пред автобус кој стои во место? На сокриен автомобил во движење? Браво! А дали на строг полицаец? Така, неточен одговор. И на луто куче? Така, неточен одговор. Браво, другарчиња! Златно правило. Запомни, немој да си играш во близина на улици. Постојат училишта, паркови и места наменети за играње. Ако топката ти се стркал на улица, не трчај по неа. Кога одиш на тротоар, гледај да бидеш понастрана од патот. Така си многу побезбеден. Ајде да видиме на сликава, што мислите, кој си игра на безбедно место? Така, овие дечиња што се натре во игралиштето, но не и ова дете што е надвор на тротоарот веднаш до улицата. Така. Ајде да видиме на оваа слика. По кое животно пешачкиот премин го добил своето име? Дали по кучето? Не. Дали по мачката? Или пак по зебрата? Така, точен одговор е зебрата. Одлично. Не прескокнувај огради. Преминувај ги улиците на пешачки премин. Каде треба да застанеш ако не успееш на време да преминеш широка улица? На тротоар? Точен одговор. А дали треба на пешачки премин? Не треба. А на пешачки остров? Така, точен одговор. Браво, другарчиња. Одиш на пат. Чека го возот на перон. Биди мирен, немој да трчаш наоколу или да скокаш по шините. Внимавај на својот багаж. Ајде, деца, да видиме кој од овие три воза превезува патници. Товарниот? Не. Патничкиот? Точен одговор. А дали противпожарен? Неточен одговор. Одлично. Пругите можеш да ги преминеш преку мостот или подземен премин. Или на премин преку железничка пруга. Немој да си играш во близина на пруга. Ајде да видиме на оваа слика. Премин преку железничка пруга смееш да поминеш ако рампата е крената. Точен одговор. А ако белото светло свети? Така. А ако светат црвените светла? Ова е неточен одговор. Одлично, другарчиња. Снегот и дождот се особено опасни кога се вози. Кога е лошо времето, патиштата се лизгави, а возачите не гледаат добро пред себе. Златно правило. Запомни, кога е патот е лизгав, автомобилот не може да ја закочи доволно брзо. Премини ја улицата дури од кога сите автомобили ќе застанат. Ајде да погледнеме на оваа слика какви опасности постојат кога е многу студено. Снежна виулица. Така, одлично. Автомобил покрен со снег. Така, точен одговор. А дали деца кои се мават со снежни топки? Не. Така е, другарчиња. Браво. Ако почнало невреме со грмежи, почекај некаде на затворено да помине. Што ќе им помогне на возачите полесно да те забележат на патот? Ако носиш црн чадор? Не. А ако носиш дрешливи бои? Така е, точен одговор. Или облека со светлечки елементи. Така, одлично, другарчиња. Надвор од градот. Треба особено да внимаваш на патиштата надвор од градот, затоа што таму се вози многу брзо.
Каде треба да одат пешаците ако нема тротоар? Дали по работ на патот во исправе со автомобилите? Се разбира дека не. А дали по средината на патот? Така, никако. А по работ на патот во спротивен правец од автомобилите? Така, тоа е точниот одговор. Браво, другарчиња. Не доближувајте им се на животните и не чепкајте ги гнездата, мравјалниците, печурките и бобинките. Како можеме да се заштитиме од шумските животни? Со тоа што ќе ги нахраниме? Така не е. Ако запалиме оган? Така, или пак да ги спрскаме со спреј. Точен одговор. Покрај шумските патишта честопати растат големи грмушки од оние од кои понекогаш не се гледа дали наидува автомобил. Внимателно погледни го патот пред да го преминеш. Полицајецот Алекс понекогаш им помага на шумарите, тој ги штити животните и шумите од пожар. Со што може Алекс да ги изгасне пожарот, дали со вода, со земја или со камења. Ајде да видиме, со вода дали мислите дека може да се изгасне пожарот? Точен одговор. А со земја? Точен одговор. А дали мислите дека може со камења? Така, се разбира дека не. Користи посебен спреј за да се заштитиш од комарци и од крлежи. Уште што друго треба? Што може друго да ни притреба? Дали може капче? Така, а джемпер? Не. Или гумени чизмички? Точен одговор. За денеска, другарчиња, ви подготвив една стих од Орба, што се вика Семафор. Ајде да ја слушнеме. Јас можеби, еве малку сум чуден, што дење и ноќе постојано сум буден. Пред моиве 3 разнобојни очи, секој е должен да има почит. Ви се допадна, другарчиња? Така. Еве на другата слика. Сега ќе ви подготвив еден семафор. Погледнете го. Има 3 бои: црвена, жолта и зелена. Така. Црвената значи застани, жолтата ви значи подготви се и зелената значи премини ја улицата. И за домашна задача со своите родители ќе го нацртате семафорот и ќе ги обоите светлата. Довидување, другарчиња, и се гледаме нареден пат.